Болници и градинки, училишта, касарни, судови се дел од објектите кои оваа година ќе се греат на нафта, јаглен и на дрва, затоа што не се направи промена на начинот на греење кај огромен број на јавни објекти. Според регистерот на Министерството за животна средина за јавни објекти во локалните самоуправи, вкупно 142 училишта и градинки за греење ќе користат дрво. Училиштето Страшо Пинџур во Карбинци е од оние кои се уште за затоплување користат дрво. До кога? Според нашите можности се обидуваме да ја реализираме, односно да го променеме системот на загревање. На еден дел од подрачните училишта, оние кои што се наоѓаат во Плачковичкиот регион пред се уште загреваат на дрва, меѓутоа веќе имаме помрднување на оваа насока на подобрување на загревањето. Еве конкретно училиштето кое што е предмет на реконструкција и доградба во село Таринци ќе има нов систем на греење на пелети. Училиштето во Крупиште исто така има комбиниран систем на загревање, покрај тоа и на струја и на дрва, меѓутоа имаме проект и таму во фаза на имплементација за промена на системот за греење на пелети. На екстра лесно гориво или обична нафта која исто така предизвикува големо загадување, ќе се греат 272 објекти. Од овие објекти дури 117 се детски градинки ширум земјава, а 115 се објекти на основни и средни училишта. Дали овој енергиен општините планираат во догледно време да го променат? Свесни сме за цените на грејењето, па според тоа во блиска иднина нема можност начинот на загревање да се промени и нафтата ќе остане главна суровина. Објаснија од општина Штип. Од друга страна, струјата како енергенски ја користат 94 објекти во 80 општини низ Македонија. Меѓу нив, најголемиот дел се градинки, вкупно 50 објекти кои навреме ги замениле своите системи за греење, а останатите установи се јавни предпријатија, библиотеки и музеи. На природен газ ќе се греат само 16 објекти во општините Струмица и Куманово. Од нив 11 се градинки, 3 основни и средни училишта, јавното предпријатие Водовод од Куманово, како и градска библиотека во Куманово.